Почитувани со граѓани, поразите и измамите на оваа влада на Зоран Заев и СДСМ стануваат секој невија. По катастрофалното лошо ниво на капитални инвестиции, реализирани во првите 4 месеци, поразителни се и бројките за странски директни инвестиции. Имено, ова е најлош резултат во изминативе 10 години, уште еден неславен рекорд. Странските директни инвестиции во првиот квартал од 2019 година изнесуваат скромни 21,6 милиони евра. Приливите по основ на директни инвестиции се ниски и најчесто доаѓаат од фирмите кои веќе работат во Република Македонија. Нови инвестиции воопшто и да нема. Во февруари, например, имало одлив на капиталот од директните странски инвестиции во износ од 300.000 евра, а во март одливот на капиталот од директните странски инвестиции е поголем и изнесува 6,8 милиони евра. Дополнително, доколку го споредиме овој квартал со кварталите од изминатите 10 години, странските директни инвестиции во првиот квартал од 2019 се убедливо најниски. Ова е потврда дека нереалното ниво на странски директни инвестиции, кои се постигнати на крајот од минатата година, се надуван резултат, кој е последица на реинвестираната добивка, кој вештачки го подигна процентот на директните странски инвестиции. Нешто за што веќе дебатиравме и на нешто на кое што веќе предупредувавме. Голема лага е дека има успех во странските директни инвестиции. Бројките и фактите се немилосрдни, а тие велат уште еден пораз неисполнето ветување на владата на Зоран Заев и СДСМ и немање на развој на економија. И тоа во време кога регионот бележи огромни успеси и на ова поле, додека Македонија е целосно заобиколена. И нема да биде подобро, затоа што времето поминато со оваа влада е неповратно загубено. Граѓаните скапо ја плаќаат неспособноста на власта. Потребни се промени кои ќе донесат резултати, работа и успеси за подобар стандард за секој човек. На Македонија е потребна економска обнова за подобар живот на граѓаните.